господин подпредседателке. Во моето обраќање јас ќе се задржам на политичкото влијание во работата на јавното обвинителство. И тоа политичко влијание во работата на јавното обвинителство најдобро се гледа од две работи. Првата работа е неколку месечниот континуиран и координиран институционален и вонинституционален напад и притисок врз јавниот обвинител на Република Македонија Коцевски од страна на владата и политичката партија која што е на власт ВМРО-ДПМН, со цел негова смена. И втората работа е наглиот прекин на тие напади по пожарот во Кочани, што резултираше со невклучување во истрагата на актуелни носители на функции во Министерството за економија, Државниот пазарен инспекторат и МВР, односно со заштита од одговорност на ВМРО-ски кадри. Накратко, власта ја искористи трагедијата во Кочани да си направи дил со јавниот обвинител на Република Македонија Коцевски, а договорот беше власта повеќе да не го напаѓа, ефективно да ја прекине постапката за негово разрешување, а ово е за возврат да ги поштеди ВМРО-ските кадри од кривичен прогон за пожарот во Кочани. И ајде сега да видиме како хронолошки се одвиваше сето тоа. На 11 февруари владата на 51-ва седница по укажување на премиерот Мицковски започна постапка за разрешување на државниот обвинител Коцевски и го задолжи Министерството за правда да преземе активности за поведување постапка за негово разрешување. На 12 февруари, ден потоа, премиерот Мицковски преку медиумите испрати порака до државниот обвинител Коцевски дека е доблесно сам да се повлече од функција јавен обвинител на Република Македонија. Премиерот на тоа додаде дека повеќе Коцевски не вреди ни да се коментира, дека има право да докаже дека ќе се бори со криминал и корупција, тој тоа не го покажал и дека приказната со Коцевски почнала во собрание и дека тука во собранието и ќе заврши. Министерството за правда по повод задолжувањето од владата изготви мислење за јавниот обвинител Коцевски и го достави до владата на 14 февруари. На 15 февруари по повод мислењето на Министерството за правда, од Министерството за правда имаа соопштение во кое што стои дека министерот тврди дека во изминатиот период сме биле сведоци на низа скандали, нарушена функционалност на јавно обвинителство, нарушени меѓучовечки односи, незаконски постапувања и корупција, неефикасност во кривично гонење, повреда на принципи на организација на јавно обвинителство и самостојност во вршење на функцијата на јавните обвинители од висшето јавно обвинителство. Државниот јавен обвинител Коцевски постапува во предмети кои согласно законски одредби одредби постоеле околности кои предизвикуваат сомневање за негова пристрасност и тој бил должен да се иземе и воедно во јавноста беа лиферувани и информации и податоци за предмети што е повреда на обврската за тајност на постапката. На 18 февруари по повод ваквото мислење на Министерството за правда, владата го задолжи министерот за правда за наредна седница на влада да изготви образложен предлог за разрешување на Коцевски. Таков предлог беше изготвен, а владата на 25 февруари на 53-та седница донесе заклучок истиот да се усогласи со секретаријатот за законодавство и тој предлог за разрешување на Коцевски да се пушти до Советот на јавни обвинители. На 27 февруари премиерот на нарачано пратеничко прашање од колешката Петрушевска од оваа седница го нарече Коцевски браник на криминалот и корупцијата и не повика да го уништиме тој браник. Имаше исто така и препакувања меѓу медиумски меѓу премиерот и Коцевски. На 7 март Коцевски каже дека нема основ за негово разрешување, премиерот каже дека апсолутно не се согласува со тој став на Коцевски. Во меѓувреме од страна на владеачката партија ВМРО-ДПМН исто така имаше институционален и медиумски притисок врз Коцевски. На 16 февруари од ВМРО-ДПМН пуштија соопштение во кое викаа дека Коцевски е сиемски близнак на Рускоска и Кацарска. На 17 февруари пуштија соопштение во кое што викаа дека судство Трпков и Кацарска е рамно на неправда, а во истото соопштение викаа дека
дека таа неправда не поминува без обвинителот во заминување Коцевски. На 16 март се случи трагедијата во Кочани, а со тоа се отвори простор за прогони на ВМРО-вски кадри и преку ноги власта и ВМРО ДПМН ја свртија плочата и престанаа со напади врз Коцевски. На 25 март премиерот изјави дека ќе се сопре постапката за разрешување на Коцевски. Нареден ден на 26 март има закажана седница Советот на јавни обвинители, требаше да дадат мислење за Коцевски, но по изјавата на премиерот случајно и магично снема кворум, а на наредна седница на Советот, која што беше на 2 април, Советот даде негативно мислење. Значи влијание власта има и врз Советот на јавни обвинители. И сега, после сите овие напади, постапката за смена на Коцевски, оној кој што го нарекуваа сиемски близнак на Кацарска и Трпков и браник на криминалот, како што викаат ВМРО ДПМН, и оној кој што не вредеше да се коментира и кој што требаше да се уништи, како што викаше премиерот, ефективно запре, а за возврат во истрагата за пожарот од Кочани беа изземени актуелни носители на функции во МВР, Министерство за економија, Државен пазарен инспекторат, кои се ВМРО-вски кадри. Изоставена беше од истрагата началничката на МВР Кочани Марија Цветановска, која е на функција повеќе од година ден. Изоставен беше началникот на оделот за криминалистика Тому Донев од Кочани, кој повеќе од една година беше на функција. Има слика од партиски штаб на комитетот на ВМРО ДПМН во Кочани и други лица. Овие лица, конкретно одговорните во МВР Кочани, СВР Штип и Биро за јавна безбедност, се активно одговорни затоа што тие не си ги презеле своите законски обврски за да го спречат тоа што за жал се случи, и тие мораше веднаш да влезат во истрага, а не од кога Левица поднесе кривична пријава. Но не беа поради тој политички дел, тоа што власта го искористи случајот во Кочани за да го стави јавниот обвинител на Република Македонија Коцевски под своја контрола, е доволно лошо, но влегувањето на Коцевски во вакви шеми од позиција на државен јавен обвинител и неговата подлежност на вакви влијанија се недозволиви за еден државен јавен обвинител, и од тие причини оваа интерпелација треба сите да гласаме. Благодарам.